искуството да бидете министар, кое е по-тешко? Да бидеш министар за внатрешни или за надворешни работи? За времето на транзицијата специјално в Македонија. Не, Станков, тоа скоро да нема можност за споредба. Министр за внатрешни работи во Македонија од 92 до 96 година е практично треба да си магепсник тоа да го носиш некако и да го хендлуваш тоа на некој разумен начин, бидејќи државата нема војска воопшто во тој период. Има 5000 полицајци под оружје и тоа лесно оружје. На крајот на мандатот негде 96-та имаше 10.000 полицајци под оружје и тоа повторно лесно оружје. Со колку десетици некакви транспортери воени и така напред. И сега тоа го внатре заедницата ја контролира, односно условно криминалот внатре, па и сите граници одозго. При тоа во тој период ниедно прашање со соседите не е затворено. Значи ниедно. Со Грција, Албанија колабираше до 97 година во хаос, таму е Косово и Србија практично во војна, Бугарија исто со својот хаос. Значи практично кога ќе видите вака моделски од страна, тоа изгледа како суво сено во кое само фали искра да букне работата во една проширување на југословенските војни доле во Македонија. При тоа државата е мултикултурна, има заедници кои се различни, кои има тензија меѓу нив, сега нема тензии, не знам, како во Србија, меѓу албанците и србите, меѓутоа сепак има тензии. И тоа да го водите на некаков начин, кога вие станувате не само министер за внатрешни, туку македонско-албанските односи одат преку вас. Албанските партии секој момент користат да ве консултираат за нешто, да бараат нешто, да лобираат за нешто. Практично вие вршите работа која опште не ви е во описот на работните задачи како министер, туку сте некаков неформален медиатор за све, земајќи го во обзир истовремено работата во полицијата која им врши работа на некој начин на сите овие групации. Се нешто се допира до полицијата, немири некакви бегалците после тоа од овие југословенските простори. Така да тоа е еден период во кој беше многу комплицирано, предизвикот беше голем, среќа, знаете, премлад бев тогаш за да носам лузни многу големи од тој период, имате време да преживеете, меѓутоа беше неверојатно тешко. Али, фала Богу, политичката елита која водеше Македонија имаше одговорност и некаква разумност да го извлече државата, да извлече и целокупната заедница во еден мирен пат, во едни нормални услови, да направи, дури ја вика, нели, оаза на мирот на Балканот. Тоа не е мала работа во такви околности, навистина, независно од тоа, од компетицијата и расправите политички, и тоа е голем проект. И тој период, 91-96, тој период заврши со договорот за признавање со Србија. Србија последна не призна и го држеше, тоа е после атентатот на Глигоров, и не држеше отворено тоа прашање, го држеше последна држава за признавање, и после признавањето со неа, кога неа ја симнавме од врат, како за нас најголем проблем осамостувањето, тогаш можевме да речеме дека излеговме на некаква помирна ситуација, мирни води, и можеме да тргнеме во меѓународна видливост, условно да кажем, со некаква поголема дипломатска акција, и тогаш ја преземав позицијата министер за надворешни работи.